Студентите на Штипскиот универзитет Гоце Делчев ќе имаат можност да стекнат нови искуства од познати професори од универзитетите во Франција. За таа цел денес во посета на Штипскиот универзитет Гоце Делчев беше неговата екселенција амбасадор на Франција Кристијан Тимоние, кој оствари средба со ректорот професор доктор Блажо Боев за проширување на меѓусебната соработка во дело на трансфер на знаење, технологија и спина друштва, кои се важни за креирање на нови работни места. Е добра прилика да направиме значаен исчекор на тоа да нашите студенти или нашите професори бидат присутни на француските универзитети и да стекнат, да кажеме, знаења и она што е важно за образованието и едукацијата на тие предишни француски универзитети. Развојот на францускиот јазик во рамките на универзитетот, како и неколку области за кои Франција може да им понуди на студентите можност за проширување на своите знаења, се уште една можност за одлична соработка со универзитетите од Франција. Особено за развој на францускиот јазик во рамките на овој универзитет, затоа што тоа е прекрасна алатка за комуникација, бидејќи францускиот јазик го говорат 300 милиони луѓе. Изборувавме за неколку области каде што навистина Франција е најнапредната, тоа е земјоделието и уметноста и навистина сме спремни да пречекаме македонски студенти, но и ние да го донесеме нашето знаење овде. Освен со Франција, универзитетот Гоце Делчев ќе ја проширува и соработката со универзитети од Египет. Изјава Манал. Посетата во Штип францускиот амбасадор ја искористи и за средба со градоначалникот на општина Штип. Слушнав за универзитетот, за факултетите и мислам дека е одлична можност за соработка со универзитетите кои ние ги имаме во Египет. Се разбира, ние имаме и приватни универзитети, но добро е да се знае за Штип и да видиме на кој начин ќе ја продлабочиме соработката. Но верувам дека нашите винари ќе најдат начин да соработуваат со Република Франција и со нивни производители, се со цел да го зголемиме производството, но и да произведуваме квалитетни вина кои би се нашле на трпезите на европскиот пазар.